Штом веќе зборуваме за се, да зборуваме и за ова, тато. Ве видов како двајцата дојдовте дома. Несрен се упати кон дворот, а ти дојде во дневната и лажеше, гледајќи не сите во очи, лажеше, тато. Престани веќе, Туба! Керим, Да, Несрин дојде во станица. Дојде за да го натера гнасата Акив да ја повлече пријавата кон мене. Ама јас повеќе на вистина не можам да издржам моето семејство постојано да ме обвинува за се што треба и не треба. И воопшто не ми се допаѓа ова однесување од вас. Ако било кој од вас отвори уста после ова, нема воопшто да му простам. Дали сум јасен? Дали се разбираме? за малку ќе удреше керка ти. Ти зарем не го гледаш однесувањето на Туба? Постојано ме обвинува нешто, јас сум и татко. Можеше барем мене да ми кажеш, ке те разберев. Децата не се учени на вакво однесување. Стави се барем ти малку на нивно место. Не можам да си го препознам мажот со кого сум во брак. Ти кога стана вака нервозен и напнат човек? Керим, Мамо, те молам, не кажувај ништо, те молам. Те молам. Од вчера бегаш од мене, Ипек. Ако се срамиш поради тоа што се случи со Фатма, за момент замислив како ја бркаш Фатма со нож во рацете. Синан, јас не ја брка Фатма со нож. И онака се шегував. Што се случи, Ипек? Си фрлала со чаши. Синоќа се обидов да разговарам со тебе, ама се однесуваш грубо и... Синан, јас со тебе не сакам да бидам ниту во куќава, ни надвор од неа, ниту пак на некое друго место. Пак сега. Повторно ли почнувам, Ипек? Синан, јас сум обична работничка во оваа куќа. Не сме ниту на исто ниво со тебе. Кажи им дека сме од различни светови и да биде целосно. Се подбиваш ли со мене? Што се случува, Ипек? Фатма повторно зборувала глупости за мене и те изнервира. Сега ќе ја покажам. Не сакам ништо да ја кажеш на Фатма, Синан. Јас сум само работничка тука. И онака откако ќе положам приемен испит, нема да бидам тука. Не сакам да се гледаме ниту како пријатели никаде. Никако не сакам да се гледам со тебе, Синан. Туба душа, те молам да се смириш малку. Не можам да се смирам. Тато ке ме удреше поради таа девојка. Тато немаше да те удри поради таа девојка. Ке те удреше поради твоето непочитување. Застана пред човекот и пред мама и баба, буквално го нарече лажго Туба. Тој навистина лаже. Тој тепаше човек на улица поради Несрин, ама јас сум виновна, така ли? Туба душо, смири се малку. Гласот ти се слуша низ целата куќа. Татко ти ке слушне. Воопшто не ме засега. Му кажа во лице што сака нека биде. Стави се на местото на татко ти, Кирко, размисли така. Слушај, со вакво однесување и кога си во право делува како да не си.
Мамо, како можеш да си толку слепа, ама? Не разбирам како вие сите сте толку слепи, не разбирам. Туба, треба малку да останеш сама и да се одмориш. Те молам, смири се веќе. Мамо, ајде да излеземе. Бере не во право. Смири се малку, добро душа. Смири се малку. Фатма, Емине, излезете надвор. Ајде. За последен пат ќе зборувам со тебе. Ти не се разбираш од збор. Многу видов такви како тебе. Кога ќе најдете нешто што ќе ви го спаси животот, терате до крај. Ама јас нема да го дозволам тоа. Не разбирам што сакате да кажете. Ти што човек жеден преку вода ќе го пренесеш, не разбираш, а? Тогаш ќе зборувам на јазик што го разбираш. Јас, за жал, на вистина не разбирам што се обидувате да сторите и зашто зборувате. Слушај, убава ќерко. Нема да дозволам да го расториш овој дом. Врти се колку сакаш околу Керим, ништо нема да постигнеш. Затоа што секој пат ќе ме најдеш мене пред себе. Што значи тоа да се вртам околу господинот Керим, господје Султан? Каква врска има? Господјата Туба толку многу ме притисна што бев приморана да разговарам со господинот Керим. Згора на се, сите во оваа куќа се во војна со мене. И јас нема само да седам и да гледам. Ете така. Покажи го вистинското лице. Сакаш војна? Добро. Сум водела многу битки за моето семејство. Мислиш дека нема да можам да се справам со една мала девојка од периферијата што се обидува да се закачи за богатството? Старата вештерка. Навистина мисли дека ќе се справи со мене, така? Ќе видиме, господјо Султан. Јас ќе бидам таа што ќе ја добие оваа војна.